Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе се посветиме повторно на нешто ново што се најави, односно кое почна да се гради и нешто кое што се најавува, но ќе се задржиме конкретно околу она што како тема ќе го имаме во денешното издание. А темата вели владата се оградува со 700.000 евра. Тоа е темата за која што ќе разговараме на денешното издание на 0260 91 924 0260 91 925. Околу задниот дел на зградата на владата забрзано се поставува ограда од ковано железо и бетонски столбови. Ова е прв пат владиниот објект кој е отворен откако е изграден, сега да се оградува. Според планот на сегашната власт, новиот барокно-неокласичен изглед на владината зграда ќе се финишира со поставување на ваква ограда околу целиот објект, со што целиот ќе биде затворен. Поставувањето на оградата од ковано железо околу владата чини 700.000 евра, а проектот го гради скопската градежна компанија Bauer BG. Оваа компанија е ангажирана на повеќе проекти финансирани од државата, меѓу кои и реконструкцијата на фасадата на владата и новата ограда на мостот Гоце Делчев. Така, тоа е информацијата за која што денеска ќе разговараме во ова издание на Очи во очи, односно за прв пат зградата на владата на Република Македонија, откако е изградена, за прв пат ќе биде од затворен тип, односно ќе биде оградена со ограда која што нема да дозволува пристап до самиот објект. Кога се најави првично ваквата идеја за поставување ограда, одеднаш некако ситуацијата спласна, бидејќи постојаа доста реакции, но по анкетите кои што ги правеше 24 вести, ако имате можност да ги проследите во дневникот во 17 часот, ќе забележите дека има и луѓе на кои им се допаѓа токму ваквата идеја за поставувањето на оградата, за која одредени портали и коментари по социјалните мрежи реагираа дека на она врата која што се наоѓа впрочем на задниот дел веќе која е поставена, на врвот од капијата, може инсертите и повторно да се емитуваат во овој дел за да може да се види подобро доколку некој не забележал со оглед на тоа, значи инсертите кои што се однесуваат на владата кои пред малку ги емитувавме, ако може од режијата да ги пуштат повторно. Така, значи на градот ќе видите на вратата е така, горе таму се наоѓаат врвови кои што на многумина им налекуваат на христијанскиот символ, односно на крстот, зашто многумина реагираа дека воопшто не е во ред да се поставуваат крстови во држава каде што имаме многу повеќе националности. Но во секој случај тоа се видувања на социјалните мрежи и на она што се нарекува на интернет порталите во пренесувањето на информациите и на вестите. Така. Тоа е темата за која што ќе разговараме во текот на денешното издание. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од ден во ден, тема во тема, се понегативни теми, не од вас. Тоа што ги создава владеачката гарнитура. Така. Зашто е потребно да се стави ограда околу оваа зграда, која на времето знаеме што значеше ЦК, беше отворена, со отворен пристап. Сега не зборувам за тоа време, меѓутоа тоа беше врвот на социјалистичкото владење. Тога беше отворена таа зграда, сега се затвора, значи господинот премиер се плаши од нешто. Дали се плаши од својот собствен народ? Па сака и ограда околу зградата да стави. Едно. А второ, во онваа наша немаштија, пишувате 700.000 евра кошта оградата, колку чини оградата на мостот, и сите други работи се доцни со помошта на инвалидизираните лица, со мали плати, со невработеност, сега као конкурси ваму таму, тоа е маркетинг за нови избори. Добро. Тоа веќе ни е стара песна позната за тоа. Так. Многу ме нервира
Толку време седи тој народ пред владата со шатори, ништо не направи. Ништо не направи, си седи во шаторите. Меѓутоа, значи, господинот премиер се плаши од својот собствен народ. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, поверете, ве слушам. Па ја не гледам ни потреба од да се огради владата, затоа што меѓутоа, ете така решиле, ајде 700.000 евра, нека се гради, ке се развие градежништвото. Што да кажеме друго више, не може да ги разбереме некои потези. Еве денеска ме изненади и тоа новиот споменик што ќе се прави на децата бегалци кај Холидеј. Кога веќе еден споменик има таму пред градскиот трговски центар до бранителите во паркот, сега се прави втор споменик. Веќе не можам да ги разберам некои потези. Меѓутоа, кога имате фирми кои се теско врзани каде што или акционери ви се главните луѓе од власта, тогаш треба да знаете дека не мора да си најдат работа. Како што е Бетон Штип, како што е Трансмет, како што е Жикол, бидејќи они се најголемите не имаат во Скопје. Така да не ме изненадува ништо ни ова што Бауер влегува таму, затоа што и за Бауер си има докази кои се чиви се, така да се е тоа нормално, меѓутоа се развива градежништвото и не треба ништо да не изненадува. Нова држава е богата, ќе издржи, ова не е ништо што е ова. Тешко е да најдете 25.000 евра, 700.000 евра, лесно ги наоѓате. Тешко е да најдете 25.000 евра или некој друг динар пари, меѓутоа сепак идат избори, така да мора да се покаже дека се работи, се гради нешто. Толку имам да кажам. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас, за информацијата која што ја споменавте за новиот споменик. Еве дополнително да прочитам информација за гледачите. Скопје ќе добие нов споменик што ќе биде донација од Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попадинци и крушораци од Лерин во Македонија. Станува збор за споменобележје на македонците бегалци од граѓанската војна во Грција во 1948 година, кој наверојатно ќе биде поставен на кеот 13 ноември во близина на хотелот Холидеј. Споменикот представува скулптурална композиција изработена од бронза која треба да биде поставена на постамент со основа од 3 на 7 метри и висок 1,5 метар. За сега не се кажува кој е авторот на ова споменобележје, ниту пак колкава е вредноста на донацијата. Советниците од Советот на градот на седницата в понеделник ќе треба да ја изгласаат одлуката за примање на оваа донација. Трошоците за подигање на споменикот ќе бидат на товар на Сдруженијето, додека градот Скопје ќе се грижи за неговото чување, одржување и заштита. Добар ден. Добар ден и среќен ден на сите гледачи на 24 телевизија и вас вработените. Благодарам, среќен ден и вам, поверете. 1000 евра да се дадат за оградување на владата е, мислам, безмислица и многу страшна работа, бидејќи се фрлаат пари во вода. Пари без потреба, пари каде што нема ништо продуктивно да се направи, само ќе се направи тоа што ќе се потрошат без потреба парите, а за народот нема ништо да биде добро. Мислам, народот не добива со ова ништо, а оградата ја прави Груевски, да не му дојдат повторно како вчера, а вчера требаше народот не со тенџериња, туку во станот директно да му влезат, па да му направат лом, бидејќи тој лом прави низ целата држава. Гостави народот без работа, гостави народот сиромав, 9 години е на власт, сиромаштијата, младите се повеќе бегаат во странство, а тој дава 700.000 евра за ограда, да оградува владата. Зошто му е потребно да оградува владата? Таа зграда на владата си постои долги години и никој до сега не решил да ја оградува, а сега ете му паднало на памет Никола Груевски да ја оградува и да фрла толкави пари. Јас мислам дека некој треба да направи ревизија на целиот проект 2014 и да видиме колку пари се потрошени на овој проект и колку пари се влезени во нечии џебови, а тоа треба да се зафати некој да го испита. Бидејќи ја мислам дека со овој проект многу пари влегува во џебовите на Груевски и неговата компанија околу него, и ова само се опустошува, се осиромашува народот, а не се прави ништо добро за народот. Така, добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Овдека еден зипар оштетен од дифузна телевизија за такса. И
И зема без ништо парите 2000 денари. Тоа е чудо, ова држава ли, еве моите пари кај да. 700.000 евра за ова. Се оградувам нормално ова, кај ова да се преограда толку пари да се да. Кога бев таму пред телевизија, имаше 100 луѓе, кој 4 леви, кој 2 леви, ама да дојде белешка да ми дојде, тоа ми е криво. Не ми дошло белешка да ме да оштетен дека сум или ова, ништо, ми ги зема парите, а жена ми плаќа телевизија. И што друго ми беше? По дрварите идам дрва да видам, лани божен 2600 ова закон има некој 3600, 4000, што е ова? Има ли инспекција да иде да видат 80 сантима, 90, нема ни метро од дрвата. Добро. Толку сум, фала многу сум релатиран. Пријатно. Така, ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Ке замолам одржијата малку погласно само тонот во студиото. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледам сега, гледам 700.000 евра, тие како да му се 7.000 денари. Детето, за Тамара, го умря девојчето, не може ја да најдат, а дневно трошат за бензини, за не знам, репрезентации, сигурно по 50.000 евра. Тие возила. Како не му е срам, јас мислам оти, или сте ние македонците забегани, или па тие што ја водат Македонија се позабегани од. Затоа, ако слуша и нека ме слуша, треба подхитно да си оди, да не го малтретира повеќе нашиот народ и тие дета што бегаа надвор. Нека тие развојни зони, не знам што, огромни пари дава владата, за да отворам јас на компанија. Ако, јас ќе отворам компанија, ама ќе му давам на тие по 8.000 денари и тие му се многу пари. На нашите работници му се многу пари. И уште нешто не сакам да ве малтретирам. Добро. И гледачите, нека ти оди шо побрго, не од власта, него да го нема од Македонија, сите тие што се околу него. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Владата ќе се оградува со 700.000 евра. Со висока ограда од ковано железо, денеска почна заградувањето на зградата на владата. Од задната страна на владината зграда, од страната на кејот, веќе се поставени бетонски столбови и дел од оградата висока околу 2 метра. Според планот на владата, новиот барокно неокласичен изглед на зградата ќе се финишира со поставување на оваа ограда околу целиот објект, со што целиот ќе биде затворен. За оваа намена се издвојуваат околу 700.000 евра. Граѓаните се поделени со мислењето околу изгледот, но и околу потребата од оградување на објектот кој е отворен од неговата изградба. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Здраво, легендо, како си? Добро е, како сте вие? Добро, поздрав од Кривогаштан и од кладилницата Вил Хил. Поздрав до Кривогаштани. За најдобриот водител во цела Македонија. Ви благодарам, повелете. Се вака, околу оградата, дај нека прекинат со тие огради. Само огради ќе правиме, споменици ќе правиме. Од кога ќе се браниме се од огради? Зашто ни се уште огради? Споменици, огради, споменици, огради. До нек ни кажуваше премиерот, поплавена беше цела Македонија, ни штети се пуштија, ни ништо не се пуштија. Само ветување, празни џебојки народо. Што ќе правиме со нова ограда 700.000 евра? Дај нека замини еднаш, нека опушти народов малку, нека живе на слобода, од ивака не етапа мечката. Поздрав до 24 и многу поздрав за водител Огнен. Благодарам, поздрав и до вас до Кривогаштан и убав ден таму ви посакуваме и пријатен работен ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, јас мислам дека 700.000 евра не се многу големи пари. Добро. За да навистина да се направи таа убава ограда од ковано железо убаво изгледа по тоа што видовме некои делови што се почнати така, да. И па и од едноставна причина дека некој ќе се брани или нема владата, оваа влада е сега моментално таму. Ќе има и други влади, и имало и ќе има што се вели. И тоа е еднаш за секогаш се прави. И тоа е од народот за народот. Јас така го гледам тоа за Македонија, за нашата држава да личи на нешто. Сега се наоѓаме во еден период кога се настојува да се поништи државноста на многу држави. Меѓу другите, можно е да се има такви задни намери за Македонија. Се што ќе се направи за Македонија, јас мислам дека е добро и не треба да подлежи на критика,
А оно што сметаме ние како граѓани дека нешто не е во ред во државата, треба да се реагира за тоа, но за баш конкретно за ова, мислам дека не се оправдани реакциите на некои што се јавија луѓе, не се ова големи пари ќе повторам, нека се загради, затоа што не може постојано да се варосува некој како не му се допаѓа нешто, оди таму фрле со што ќе му текне, и ајде после ние па давај пари за да се варосува, да личи на нешто, тоа е репрезент на државата. Ние не можеме да личиме на вистинска држава ако не знам на што ќе личиме. Мора значи нешто да не представува меѓу другите представители на нашата држава и тој објект, да речем, или како собранието, или како некои други репрезентативни објекти, така се нарекуваат. Никој не брани, таму стојат тие, кампираат, не знам колку време, никој ништо не, нека си кампираат, нека си го искажуваат своето мислење, својот револт, своето несогласување со ова или со она, меѓутоа не може да се уништува нешто што Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Не знам дали оградувањето на зградата од владата значи одбрана на државата, како што претходна гледачка спомна. Таман работа, ако државата представува владата и не ја браниме со ограда. Конкретно за овие 700.000 евра. Уште еден пат фрлени огромни пари в бунар. На денот на одбележување на 25 годишнина од ДПМН, меѓу другото и на вашата телевизија во извадокот од говорот, Груевски за да се одбрани од нападот на опозицијата дека се фрлени огромни пари за зградата, новата зграда на ВМРО, рече дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го наследил имотот од поранешниот социјалистички систем. Ако е така, и ова зграда, која беше до вчера именувана зграда на централниот на ЦК, така ли беше? Значи припаѓа по логика на СДС. Во тој случај СДС треба или да исели владата, пошто е во туѓ имот, или да и наметне месечна чирија. А ова ограда што е става сега, да ја даде во максдел на претопување и да се искористат тие пари за нешто друго. Пријатно, фала. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, да се задржиме на делот кој се однесува околу оградувањето на владата со 700.000 евра. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се увам од Емир Хисар. Па нормално дека владата ќе се заградува со 700.000 евра ограда, кога една казна 20.000 евра е. Кога една казна 20.000 евра, камион купен 15.000 евра, дрва 20 кубици со фискална сметка, жигосани дрвата и стратицата била помината, камионот беше расипан, плюс казна 3.000 евра. Па нормално дека ќе се гради 700.000 евра. Кај ги имало овие казни? Па нормално, не 700.000 евра, 900.000 евра ќе се даде за ограда. Нормално дека ќе има такви казни, дека ќе се гради владата. Толку сум револтирана и не можам да зборувам целото. Се дресаме една година 20.000 евра ни зедо. Дека цел живот јавно за ВМРО да гласавме. Толку имам да кажем, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, има. Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Прв пат се јавувам. Мило ми е, повелете. Вртам веќе година време, никој не ме добија. Еве, конечно добивте. Сега се надевам дека ќе добиете многу набрзо повторно. Ајде. Ово е ништо 700.000 евра. Што е тоа за Македонија? Нека се дадат 7 милиони, па од владата подземенен тунел до станот на Груевски, за да не оди по пат, да биде осигуран начисто. Како во бункер да живее, тој веќе прави бункери. Да се брани од народот, што го избрал, што тој вели на легални избори, под наводници, да речем. Ви благодарам многу на вашата емисија, што научивме што е демократија, каква е демократија и која креира таа демократија. Така. Груевски со бункер треба да се брани, али пак ќе заврши тамо дека му е местото. Добро. Благодарам многу и пријатно. Се надевам ќе се слушниме набрзо повторно, да не мора да чекате долг период додека да ни се јавите, а поздрав до вас и пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете?
Добар ден, ве слушам, повелете. Становски влага Прилеп се. Поздрав до вас, повелете. Да, слушайте, наместо 700.000 евро се даде за градата, ќе бидам краток, нека ни купат 700.000 рогови, да се напикаме внатре, да не гледа никој подобро ќе биде. И благодарам премногу и пријатен видење. Пријатен ден за вас во Прилеп, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, добар ден. Добар ден, Огне. Повелете. Прв пат се јавувам после толку време. Мило ми е. И никој пат само ми дојде една идеја, дали на крајот на оградата на владата, дали ќе има и табла КП дом, нешто. Казнено поправен дом. КПД Скопје. Добро. Мислам дека не е лоша идејата, таблата да има. Веројатно ве слушнале, па може би ќе ја разгледаат. Па може да, мислам дека е добра варијанта, така да има КП дом, така али да биде у барок стил по можност. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Поздрав и до вас од нас, повелете. Ќе бидам кратка, една приказка ќе ви раскажам. Слободно. Си бил еден крал, ги свикал своите советници и му рекол: сакам да ми изградите најголем споменик за во иднина народот да ме памти и да ме споменува. И му рекол да дава секој предлог како мисли да изгледа споменикот. Му кажувале советниците, еден молче од советниците и рекол: зошто молчиш ти, шо мислиш каков да биде споменикот? И советникот рекол: честити царе, народот ви гладува. И аз мислам да му дајте на народот да јади, да пие, да биде задоволен, а во иднина самиот со генерации ќе ве споменува, а на споменикот само може да плукаат. Пријатно, довидување. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добро, дали веќе некој ќе воспоставиме контакт со на другата линија. Во денешното издание зборуваме за тоа дека владата се оградува со 700.000 евра нова ограда која веќе од задниот дел од страната на кејот се поставува, каде што е поставена и до своевидна капија, веќе бетонските столбови и кованото железо помеѓу нив почнува да го има и веќе под одредени фотографии со инсерти во дневникот во 17 часот ќе имате можност да погледнете и да слушнете мислење дополнително на граѓаните. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се гледач од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Видите, сакам да кажам, мислим, 700.000 евра не е многу пари. Тоа е едно шише Срđan Керим што му фаќа на маѓарска граница, така? Добро. Тоа е. Друго, не знам зашто служи таа ограда, мислим, нешто тоа ме подсеќа како на зоолошка градина, така нешто. Нема потреба од таква ограда. Хвала и пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Фала Богу, која ве добив. Мило ми е, повелете. Вие не сте свесни владата колку инвестира. Па вие не сте свесни каква зоолошка градина саќе направат. Па вие не сте свесни какви животни таму има внатре. Па вие треба да се радувате што ќе ги заградиме и што најверојатно нема да излезат однатре тие луѓе. Добро. Ја поздравувам иницијативата на владата што ќе направи таква зоолошка, мислам, у свет ќе нема. Па тоа ќе имаме посетеност у свет што го немаме, луѓе. Вие раритет е тоа. Добро. Благодарам многу. Пријатно и до вас и благодарам и јас вам за јавувањето. Многу асоциации ми дојдоа во главата, но ќе ги премолчам, не се за пред камера. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како сте, добри? Добро е, како сте вие? Ете, малку сарказам, малку сериозност, малку тажно, зависи од темата кој како ја гледа. Нема проблем. Да ви кажем, право пред 3 дена дојдов овдека во Скопје, иначе сум од Австралија, ми интересира прво дали тие 700.000 евра може да се потрошат. Прво да се направи едно вака јавно WC во среде на Скопје да нема. Све е убаво, еден споменик, два споменици, значи многу убаво изградено е веќе, кога поменав мостот, кога видов тоа веќе продолжува. Ова е до владата. Стварно, на народот треба да се помогне. Не треба 700.000 евра да се потрошат за една ограда. Од кој ќе се бранат? Од кого треба да се бранат? Од народот треба да се бранат. Треба малце да ги видат како
другите партии се сложни во сите земји во светот, нека ги видат малце во Австралија или во Канада или во Америка, како двете партии соработуваат за доброто на народите и на младиот народ. Во Австралија младите работат од 15 години. Им се овозможува и да студираат и да работат. Дали може да им се пружи на народот кредити, да отворат фабрики, да се запозлат луѓето и младите луѓе да работат, а не да се градат споменици и да се градат огради, да се гради ова све. Добро. Можем да продолжим и да се збори столку сати, але за ова е за сега толку. Да, ви благодарам за јавувањето. Се надевам додека сте тука ќе се слушнеме повторно во текот на... Јавни не $700,000, јавно веќе да се направи во Скопје. Добро. Благодарам и за споделениот предлог јавно на телевизија. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да. Така чисто само паралела да направам со вчерашниот коментар на министерот за здравство. Добро. Ако рече дека за градежниот дел е 36 милиона евра денари, тоа се помалку од 600,000 евра. И направена е цела една кардиохирургија со сите објекти внатре и инфраструктура. Каква е таа паралела со едновична железна, па макар и кова нова ограда од 700,000 евра? Што се можеше да се направи со нив? Така. Тоа со толку сака. Благодарам, пријатно. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме време за уште еден гледаш режија? Немаме време, добро. Значи тука е и крајот на денешното издание на емисијата. За крајот од денешното издание, каде што зборувавме за тоа дека владата се оградува со 700,000 евра од околу зградата на владата, само едно објаснување дефинициско своевидно на зборот ограда. Од таму доаѓа и изразот оградување од страна на институции или на луѓе кои што се оградуваат од одредени мислења, дека тие не се нивни лични, туку некој друг ги кажал во нивно име или слично. Ограда се поставува кога сакате да се одбраните од нешто или сакате да забраните постојан пристап кон одреден објект, институција, дом или што и да е. Пријатно.